Великден е еден од најголемите христијански празници. Соборниот храм е една место каде што граѓаните доаѓаат да се сакаат мир, среќа и благосостојба. Православните верници денеска го слават најголемиот христијански празник Великден, Христовото воскресение, ден кога Исус Христос ја докажал својата божествена моќ и воскреснал од мртвите. Воскресението Христово на полноќ беше објавено во сите храмови на Македонската православна црква, а денеска се одржуваат воскресенски литургии. Верниците денеска дојдоа во соборниот храм со молитвени желби за изобилна духовна радост, надеж и благослов. Христос воскресе, вистина воскресе. Што се надоволно? Здрави, живи сите и честит празник на сите христијани низ целиот свет и да има мир. Најпрвен здравје, среќа, љубов и мир во куќата. Најрадосниот ден, дефинитивно, и го честитам на целиот православен свет овој ден, со желба за мир во светот. Среќен празник, во празник среќа, радост, и успех, да. Голем празник е Воскресение Христово. Тоа ни дава волја на сите за поубав живот. Отец Антониот пред соборниот храм го честиташе големиот празник Великден и испрати порака за мир и подавање рака, покажување почит помеѓу себе и сите верници да останат следбеници достојни на Господ Исус Христос. Воскресение Христово, Великден е нашиот најголем, најрадосен, најубав празник. Сите се наоѓаме денес во радоста за Воскресението Христово. Како што сите знаеме, Христос, Господ Исус Христос по тридневното престојување во гробот воскреснува и на сите им дарува живот вечен. Впрочем, со Воскресението Христово секоја човечка душа добива можност за вселување во рајот или во Царството Небесно. И со самото тоа на некој начин кај сите луѓе предизвикува едно чувство на радост, едно чувство на торжество, на славење, на прослава на животот над смртта и така натаму. И токму поради тоа, бидејќи се наоѓаме денес во тој најсветол и најубав празник, ние треба да ја почувствуваме таа благодат од Бога, да ја почувствуваме таа радост која што не обзема сите поради големината на празникот. И токму поради тоа треба да се замислиме сите нели за во животот, дали навистина го следиме Господ Исус Христос со нашите дела, со нашите постапки, со нашето верување, и ако не, тогаш да се свестиме и да се разбудиме духовно и да си помислиме ако Господ Исус Христос можеше заради сите нас да пострада и да ни покаже еден добар пример на љубов, на пожртвуваност, на смирение, на почит, на добри дела помеѓу правење помеѓу другите, тогаш и ние да го земеме неговиот пример и да правиме добрини, да се сакаме еден со друг, да се почитуваме и на овој убав ден да си простиме помеѓу себе, да си подадеме рака, да си изразиме и да си искажеме љубов и да правиме во секој ден на нашиот живот добри дела, да имаме почит помеѓу себе и едноставно, ако ништо повеќе, бар денес да си кажеме некој убав збор, убава мислење. На тој начин мислам дека ќе бидеме достоинствени следбеници на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Црвената боја има символика на победа. Нејзиното значење на овој голем христијански празник е дека Господ Исус Христос со своето воскресение ја победил смртта. Црвената боја ја представува Божјата сила и моќ, а воедно ја символизира и Христовата крв која Исус ја пролеал на крстот за спасение на сите луѓе на земјава. Така, бојата на јајцето не потсетува на крвта Христова и спасението.